Ридот Маркови кули кај Прилеп е местото со дефинитивно најнеобичните форми на карпи, не само во Македонија, туку можеби во Европа. На некои од нив интервенирала природата, на некои пак интервенирала човечката рака, така што се добила една уникатна симбиоза, која создала на вистина врвни уметнички дела. Целиот овој простор кој плени со својата мистика е еден вистински времеплов, каде како во отворена книга може да се следат трагите на развојот на цивилизацијата на овие простори, од праисторијата па се до денес. Но за жал, најголемиот дел од овие карпи не се многу афирмирани во јавноста. Една од најинтересните форми е можеби онаа карпа во која што има издлабено над 50 на гробови. Некои ја нарекуваат карпа птица, други карпа жаба, а дел пак од населението ја нарекува прилепскиот Мачу Пикчу. Карпата има една доста интересна зооформа, која што плени со својата мистика и несекојдневност. Уште поприлично пак за сите истражувачи и археолози е зошто токму оваа карпа е одбрана да биде една голема гробница. Гледано од страната на Прилеп, карпата се наоѓа на задниот дел на Маркови кули, ке местноста викана Задград. Според археологот Бранислав Атанасовски, кој последен ја истражувал оваа некропола во почетокот на 90-тите години. Овие гробови најверојатно потекнуваат од вториот или третиот век пред нашата ера, но за жал за тоа има многу малку материјални докази, затоа што гробниците се ограбени уште многу одамна. Таа карпа е една некропола, помала некропола од периода на раната антика. Некаде тие гробови се користеле најверојатно во 3, 2, 1 век, но имаме уште две такви некрополи на Маркови кули и поединечни гробови од тој период. Едната некропола се најдува над просторот манастирот Свети Архангел, а другата од источната страна, исто така во подножието на Марковите кули, која е најголема, има околу 150 до 200 гроба. Не се таа некропола не е нотирана баш до крај, а некрополата над Свети Архангел има околу 80 на гроба и оваа некропола која е најмала има 55-6 гроба регистрирани. Во тие гробови најден е само материјал од доцната антика, монети, мониста, кои случајно се... Само еден гроб е најден инситу, околу исто така е пронајдена една монета од Јустинијан. Значи, некрополата била користена и во доцната антика, најверојатно секундарно. Односно, сите овие три некрополи се користени во доцната антика секундарно. И во одредени гробови тука се пронајден и средновековен материјал, значи се користени по трет пат терцијално и во средниот век. Дали одреден број на гробови потекнува од овие споменати периоди од доцната антика, од средниот век, да не речам истражувањата се во тек. Значи следа истражувања дали истите тие гробови биле употребувани по втор пат, по трет пат, или па некој од тие гробови потекнува од периодите на доцната антика и средниот век. На Маркови кули има три вакви големи некрополи, со над 400 гробови. Се уште не е докажано дали овие гробови можеби потекнуваат дури и од праисторијата.
Дел од експертите сметаат дека оваа карпа која што има зооморфна форма на некаков вид на животно, можеби на птица, не е случајна одбрана да биде гробница. Тие сметаат дека луѓето ја одбрале оваа карпа за да тој вид на животно потоа нивните души ги однесе на другиот свет. Исто така, тие сметаат дека тука биле закопувани побогатите, односно повисоките слоеви на општеството, а можеби тука е закопана и цела една фамилија која што во тој период била на власт. Но сепак ова се само претпоставки кои што досега научно не се докажани. На тој простор имаме локалитет на просторот Заград, Ташачица, кој се вика Ташачица, и тука се простира доцно античка населба, се простирала доцно античката населба, тука е пронајдена една бајна, но исто така имаме материјал од ранава антика, од 3-2 век. Значи, движен археолошки материјал е пронајден и од раната антика, и од... сега, овој просторот на Маркови кули, е користен од најдлабоката преисторија. Уште од средниот неолит, може да се речи, пак преку бронзата, железното време и сега. Не можеме да ги исклучиме и тие периоди, да овие гробови потекнува и од тоа време, но тоа бара истражување. Според науката, овие гробници ги користело племето пелагонци, кои потоа стануваат дел од античка Македонија, како горно-македонски племиња. Освен овие гробници издлабени во карпа, за пелагонците било карактеристично тоа што ги погребувале починатите, особено од повисоките слоеви во општеството, во малку поголеми и порепрезентативни гробници. Таква една поголема гробница издлабена во камен има на само неколку стотина метри од оваа карпа некропола. На овие простори, уште од длабоката предисторија, да речеме најсигурно од енеолито, најсигурно од бронзеното време, биле пелагонците. Целата ова источна страна на Пелагонија, Селечка планина и надолу, односно таа оди до Битолскиот регион таму, сета е, како да речем, на цел тој простор се присутни овие гробови, вклесани во камен или во карпа, во стејна, како сакате. И тие пелагонци покасно влегува, како горно-македонско племе, влегува во составот на античка Македонија и тоа е тоа. Тие изворите, например, од тие пишани извори, можеме да заклучиме, едните се доста постари, уште од Хомеровско време, кај што се спомнува пелагонците, а другите се негде од овој раноантички период, од средина негде на 4 век, кај што се спомнува два пелагониски базилеи. Доколку никогаш не сте биле на ова место, верувајте, навистина вреди да се посети. Вакви уникатни и несекојдневни форми на карпи нема да видите на ниту едно друго место во светот. Затоа, овој викенд, дестинација нека ви биде ридот Маркови кули кај Прилеп и неговите карпи кои што пленат со својата мистика.